Ке зборуваме повторно за една убава тема, модна недела во Милано. Извадив некои податоци, вели дека има 4 главни или глобални модни недели. Четворка вика на модни недели, тоа е модната недела секако во Милано, модната недела во Париз, модната недела во Лондон и она во Њу Јорк. Некој ни се врати од модната недела во Милано и може да ги сумира впечатоците. Анастасија Богдановска, Сеси, ви благодарам прво за присуството и ви благодарам што ќе ни раскажете од прва рака, што би рекле ние од на лице место, како изгледаше Милано во периодот на модна недела. Ви благодарам на поканата и препознавањето за потребата да зборуваме за убави работи, но и за овој тип на убави работи кои што мислам дека повеќе и не се зборува толку многу често. Така. Како е всушност тешко или лесно се стигнува да бидеш дел од модната недела во Милано? Па, сега би рекла дека веќе можеби е поедноставено со оглед на тоа дека имаме навистина некои директни конекции од тука. Луѓето можат да заминат во Милано и едноставно да ја почувствуваат атмосферата која што се случува по улиците, затоа што се работи за нешто што не е само по официјалниот распоред, нели, по оној редослед на модни недели и презентации кои што се случуваат, туку и навистина има и многу пропратни настани во кои што може да уживаат сите кои што се таму во моментот присутни. Но она што мене ме радува е што како акредитиран новинар веќе 12 години, јас 12 години од првата акредитација, веќе континуирано ја имам можноста да ме препознаваат токму на тие ревии презентации кои што се одвиваат на официјалниот календар, каде што всушност целиот моден свет од секаде во светот всушност се собираат. Колку луѓето од овде сум гледала некои фотографии, мислам дека ми се во добро сеќавање, да речеме дека ја препознаваат Сеси како некој кој што можеби модата од Македонија може да му ја принесе на светот, па и во Милано. Колку таквата соработка продолжува низ овие 12 години? Кои се луѓето, модните дизајнери од кај нас кои што велат супер, сакам да носиш нешто мое како парче, заради тоа што модната недела во Милано представува не само можност за модниот свет на едно место, на дланка, нели, туку и уличната мода која што пак друго нешто покажува и сака да каже. Да, но не само уличната мода, туку и влезот таму кога веќе ќе бидете зад, нели, вратите. Е многу интересно кога ќе препознаат дека носите нешто што е навистина впечатливо, квалитетно или соодветно меѓу другото, затоа што не секој аутфит и не секој парчења нели функционираат за одредени дизајни, дизајнери и нели тој менталитет. Нели она што ние сме навикнати да го гледаме, познатите личности носат парчиња од тој бренд каде што се појавуваат. За мене тоа не е случај да секој пат кога сум се појавувала сум имала некаква тенденција македонски дизајнери да презентирам, не само заради можеби на некој делува дека тоа е достапноста, не е тоа работата, веќе знаеме дека можеме сите да си можеби да си дозволиме или да нели да најдеме начин до тоа, меѓутоа мене навистина тоа како интерес не ми е. Сакам да најдам некаква врска помеѓу тоа оној естетички момент кој што го има некој македонски дизајнер, да би можел да биде препознан од оние кои што се дел од тие брендови. Се уште имаме соработки со наши дизајнери, знаат да го препознаат. Интересот нормално секогаш варира, меѓутоа мене ми е исто така предизвик. Што носевте, смееме ли да кажеме, што носевте овој пат на модната недела? Овој пат имав многу навистина мерак, би рекла, да носам парчиња од студенти од институтот Изет Цурин. Бога ми, воопшто не личат дека се студентски парчиња, како ќе ги видиш. Уопшто никој него ни мислеше тоа. Дури прашува нели каде и како се изработени, затоа што стануваше збор не само за нели како идеја, нели студентска Сега дека ќе видиме и некои од фотографиите кои што ни ги подготвивте за да можеме заедно да уживаме во ова. Се надевам јас. И освен тоа и една моја сега веќе многу драга дизајнерка која што се враќа тука во Македонија да нели да ја презентираме до прва, иако таа веќе 20 години функционира во Белград. Ова е некој ваш аутфит тамо? Ова е мој аутфит на отварањето на Банји Меревијози, кој што е еден од главните вениус, јас би рекла за ова го препознам, ова е изет. Ова е од студентите. Ова е како би го носела, мислам, нели треба да си нешто повисок од мојава висина или нема врска? Ако знаеш да го износиш. Важно е многу нели да се погоди должината, не е само бидејќи нели кратко, високо, сето тоа треба да се соодветно да легне. Точно, да личи. Да. И ова е уште еден? Ова е токму од Викторија Џимравска, со која што веќе сега навистина се беше каде што се враќа, билите се враќа во Македонија? Во Белград, работеше 20 години таму, но е македонска нели дизајнерка, само тука отида на таму и дел од парчињата се од нејзините
предходни колекции, не од оваа која што подготвува сега, која што допрва треба да ја покаже. Супер. Кого се видовте таму? Еве, знам дека низ овие 12 години веројатно се гледаат луѓето од светот на модата, за кои што луѓето кои што се занимаваат со мода и нели сте во тој моден свет и заради мама и заради себе самата и заради тоа што тоа ти е обкружување и го сакаш, тоа едноставно се чувствува свој во тој свет и заради своето искуство како модел, нели, или како манекен, зборувам кој беше највпечатливо? Што беше највпечатливото што вам ви остана во сеќавање? Јас навистина ја обожавам Мелоди, незиното држење и веќе како таа се подобрува во тоа како се носи себе си. Јас неа ја сретнав пред 5 години на ревиите и навистина мислам дека е убава како појава кога ќе ја видам. Ана Дело Русо, мислам, ми е од оние кои што се италијански присутни, ми е фаворит заради незината енергија, бидејќи е многу динамична, многу е ноншалантна во сето тоа и некако со аутфитите никогаш не знаете што ќе облече. Овој тоа е најинтересно. Секогаш е изненадување. Можете да се кладите, дека нема да погодите. И нема да погодите, да. Джейкоб Елорди, актерот, беше еден меѓу најпознатите, нели, имаше и NBA звезди овој пат. Значи, имаше навистина доста, зависно нели од брендот кој што го представуваат. Јас имав мислам стварно ми е навистина ми е кејф што имав можност за прв пат да бидам дел од Валентино како ревија и Билионер не ми беше прв пат, меѓутоа овој пат беше навистина интимна дружба, каде што господинот Филип Лейн самиот беше дел од присутните, од малиот број присутни и нели имавме можности да разговараме и целото тоа да биде директен контакт што нели за може би снимивте некој интервју вака колку нели па можност имаме потоа преку некој медиум. Ке беше убаво, да. За жал овој пат повторно отидов сама, иако имавме во последните 2 години напори да тоа го направиме со официјален фотограф или видео нели снимател. Меѓутоа ете, амбициите остануваат. Се надеваме дека во септември ќе биде нешто повеќе од само аудио снимки на телефон, нели? Така е. Што се случува? Како се одвива таа модна недела? Може ли да ни раскажете како, колку денови, што, како, што се случува, кои се луѓето кои што смеат да влезат, кои се оние кои што имаат можност да бидат дел од модната недела? Зборувам во редовите онаму каде што може да ги погледнете сите парчиња. Јасно. Камера мода кои што се организатори на официјалниот календар веќе имаат и тенденција делот, тоест всушност поголемите ревии веќе може да се следат дигитално, но имаат тенденција еден од деновите да биде во целосно дигитална верзија. Значи не се ревии кои што се посетуваат, меѓутоа машката недела официјално трае околу 4 дена, се уште традиционално, а женската 7 дена. Иако и во машката и во женската може да се видат мешани колекции веќе заради тоа што нели такви се трендовите. Се менуваат трендовите на формите кои што ги носиме и нормално и на манекените и на луѓето кои потоа нели ги носат тие исти парчиња. Кога сме ке манеки... Ајде, добро, извинете. Да. Па не, бидејќи ме прашавте нели да тоа како се одвива, навистина единствено што можам да кажам е динамично. Затоа што ревиите почнува од до кога трае, како се тие? Почнуваат од 9 часот наутро. Првите ревии траат официјално ревиите до 8-9 часот вечерта, со тоа што after party има потоа, а во меѓувреме има и презентации кои што се нели имаш приватен водич кој што ти ја раскажува колекцијата и точно можеш да видиш во прва рака да ги почувствуваш парчињата. Значи од најмалку 20 настани на ден. 20 настани на ден? Да. Па тоа е весело, па нас ни треба пола сат да ни раскажете. Да, па затоа е интересно, јас се велам дека се повторувам во истиот аутфит на неколку од фотографиите, меѓутоа тоа е затоа што трчам буквално од еден до друг настан и мене што ми е желбата, ми е навистина да посетам што може повеќе. Не само да отидам на 2-3 нели во текот на денот. Така е, да. Сега, сакам да знам нели што беше во однос на уличната мода, заради тоа што уличната мода е онаа која што еве според овие информации до кои што дојдов јас секогаш нешто што го одбележува. Како и секоја улична мода во однос на модните недели, па и воопшто уличната мода во Милано
има свој белег. Има, дефинитивно, да. Зборува за некаква... Мислам дека тоа е тоа што ме привлече всушност, затоа што првиот пат кога отидов таму, баш отидов само да ги гледам оние кои што се убаво облечени на улиците. Меѓутоа тоа навистина ме привлече да знам што се случува позади вратите. Затоа што однапред беше веќе една грчка. Што носат луѓето во однос на уличната мода? Што е она што е модерно? Па веќе тоа што им е интересно е да бидат забележани. Забележани. Да, затоа што веќе нели уличната мода како што напоменавте навлегува веќе во тој еден сегмент, а сме веќе навистина толку многу присутни на социјалните мрежи да мислиме дека тоа е тоа што всушност е модата која што се диктира. Боред, да, би требало да диктира одредени насоки и трендови, но навистина таму кога сега ќе во тие денови кога сте во Милано, можете да видите се и се што по улиците кои што се навистина од најекстравагантното всушност што би можеле да го облечат, јас би рекла. Стварно? Најверојатно, што се видов? Тај да објасните ни нешто барем од тоа што ви останало во сеќавање. Се сеќавам многу добро на кога баш пред Армани Силос се појавија во тоа срце, зборувам за претходни сега модели, недели, тоа ми е можеби еден од тие највпечатли. Мене сега навистина ми направи кејф тоа што препозна мои парчиња повторно, а меѓутоа сега навистина беше со тој еден таа една тенденција да се застане, да се разменат контакти, да се појави тоа парче кај нели на нивните мрежи, иако дел препознаваат, дел не, за што станува збор, меѓутоа ете тоа. Да. Добро е да се биде дел и од тоа. Во тие комуникации и соработки можеби излегува никоја соработка потоа на наши дизајнери со не знам со Милано. Има ли такво нешто? Тоа е тоа што на што се радуваме сега, затоа што нели во септември тенденцијата ни е повторно и Париз, освен Милано, и се работи за подолги модни недели и се работи за нешто што е навистина потешко како официјален, да се влезе како официјално акредитиран новинар, затоа што таму доаѓаат и поголеми селебритис, таму тие реви како што сега видовме со ревијата на Луи Витон, дека навистина стигнуваат да се константно тренд во сите медиуми, нели, од секој тип. Така што тоа е тоа што не таму целиме, натаму одиме, а од тој момент со препознавање, особено еве сега со соработката со Институтот Изе Цури, желбата ни е да нели ги промовираме сега и во Италија. Тие веќе имаат представници, мислам имаме студенти кои што нели работат за Алаја, работат за Диор, откако ќе завршат во институтот, меѓутоа сега ете, зашто да не е Италија? Да. За што сонувате вие? Зборувам како стилист, зборувам како човек кој што нели облекол многу парчиња на наши дизајнери, пооблекол и парчиња на странски дизајнери. Сонувате можеби за појавување на некоја од модните недели? Можеби тоа е сонот? Не се гледам како дизајн, не се гледам како дизајнерски тип. Нели моментот како модел можеби до некаде веќе го надминав. Мислам тоа што ме радува што некако во мојот ментален склоп е секогаш желбата да се биде, да се изгледа најдобро што се може од себе си и да се биде најдобриот дел од себе си. Меѓутоа овој новинарски дел, јас би го нарекла новинарски, можеби тој што највеќе ме интересира, затоа што јас го сакам аналитичкиот дел на модата. Кои се тенденциите, зошто се всушност? Зошто, бидејќи модата е многу важен сегмент од животот на секого, дури тие што не сакаат да признаат, нели? Сакаат да кажат не ме интересира мода. Мислам дека секој го интересира затоа што сите нели облекуваме парчиња на себе и не интересира што. Што значи таа аналитика? Што е она што може да го истражите? Што може да ни кажете од прва? До каде сме, што направивме и што можеби еве сега според оние некои нели викат 9 трендови на нешто што требало да се носат или што ќе бидат одбележување да речеме нова лето 2023. Повторно се некои од баби, дедовци или стари парчиња облека во кои што треба да се чувствуваме и како дел од минатото, носејќи го заедно со нив, нели? Но и да им му покажеме на светот дека тоа парче облека и нам ни прилега. Па, тоа е всушност главното нешто што би можела да го кажам дека е и тренд сега. Одржливоста или sustainability беше и главната тема на самата камера мода на начинот на кој што ја одржуваш оваа модна недела. Бидејќи веројатно во последниве години се навикнавме на тоа да ги вратиме скоро сите трендови. Се на што се сеќаваме, па и не. И што не шокира повеќе, што ни е интересно повеќе, веројатно ништо конкретно.
Мислам дека нели е многу важно тој момент на одржливост, барем тоа што го посведочив нели јас, да го пренесат големите брендови за потоа нели помалите кои што ги следат и кои што да копираат, нели да се обидат да нели да влезат во тој се движат, да можат потоа да навистина ги применат тие методи. Имав за прв пат можност да бидам на официјалната пресконференција на Камера Мода, каде што вообичаено бидејќи се зборува на италијански, тенденциозно, не тенденциозно, меѓутоа тенденцијата е да не присуствуваат многу, бидејќи локалните новинари навистина тоа од таму го пренесуваат, затоа велам не тенденциозно, меѓутоа сепак поедноставно и по тој круг всушност кој понатаму го пренесува тоа. Јас за прв пат присуствував и имав можност од прва рака да ги слушнам тие нешта, за тоа како се обидуваат да помогнат на секторите кои што се заинтересирани за тоа, затоа што навистина треба да се школуваат и дизајнерите кои што се креативци, за тоа како да го изведат тоа во бизнес варијанта и таа одржливост, тие парчиња од баби дедовци, како и од друга страна одржливоста за изработката на материјалите, изработката се враќаат на традиционални начини на изработка и на обувки и на шевови или на облеки. Кога ве слушам вака и само се еднаш кога требаше да отидеме до Копча, знаете Копча, нели, каде што ставаме сите ние по некоја приказна и треба потоа нашата приказна раскажана на лист хартија некој да ја облече повторно. И подготвувајќи се дојдов до податоци кои што ме фрапираа. Ја не сум знаела дека навистина текстилната индустрија толку многу го загадува светот од другата страна. Колку споменавте, но колку модната индустрија пак нели е освестена, да речеме дека нели самата таа може да направи чекор назад во правењето на ова што зборуваме, секој од својот ормар да го извади парчето од баба и дедо, па можеби со мало нешто подправување, нешто свое внесување во приказната да го облече по втор пат. Тоа беше и дел од доста од ревиите, од младите дизајнери кои што не само оваа година кога е, нели, туку колку мислите дека е во светот на модата веќе повеќе се развива. Од таму и тргнува тоа, мислам, ние секогаш сме го имале, јас се сеќавам барем нели за моите учители и професори кои што ни давале проекти да тие некои парчиња па потоа да си поиграме малку со нив, особено нели ако сме биле некои кои што покажувале креативни афинитети. Тоа сега го гледаме и на ревиите, што значи од таму нели потоа знаеме дека да, добро, тоа е прифатливо и во тој дел од модниот свет. Но радува и тоа што големите брендови кои што нели најзвучни имиња се, веќе знаеме дека се обидуваат да ги променат тие методи на кои што нели со кои што е познато дека веќе загадувале или пречеле на животната средина, дали било тоа природното крзно, дали биле тие вештачките материјали кои што не се биодеградибилни, така што нели тоа е нешто што е сега тенденција, што навистина радува, иако треба време, затоа што е процес. Да не процесуира, да се процесуира низ глава. Да, меѓутоа и да се најдат начини затоа што веќе се прави дури анализа што е подобро. Никогаш не се знае, нели, ама имаме можност да истражуваме сега повеќе и да дојдеме до начини кои што ќе дојдат до ќе надоведат до тоа да исполниме таа цел. Ова Сани е виновна, вашата мајка е виновна, најмногу виновна во наводници што оставивте разни други светови во кои што веројатно се најдовте себе си или помалку или повеќе, па останавте во модата, па најмногу сакате да се новинари, да правите аналитика во самата историја на модата и она што се случува? Не можам да речам дека не, бидејќи кога растете покрај таква мајка, но и таков татко кој што исто така беше нели естетичар како фризер, нели кој што поставуваше клјок како мали клјок сега морам нели да го продолжам наследството. Така што тоа не може да се избега. Мислам дека се што по пат учиме во животот останува дел од нас. Што имав среќа да се појавам, да се најдам во Милано и тоа да ме инспирира дополнително. Тоа беше тоа и веројатно да ме насочи дополнително сега, можеби и ова. Меѓутоа ете сега моментално тоа ми го исполнува животот, затоа што мислам дека можеби е тоа интересен спој барем за мене и е нешто кое што сакам да го правам
затоа што меѓу другото и не го гледам од страна дека некој како такво го прави, да се посведочи што може повеќе и да се сумира тоа што и од социолошки, што и нели од мислам баш од спремате ли нешто? Знам дека имавте емисија, па нешто застана, па нешто беше околу тоа финанси. Најдели некој слух, се одзвали на поканата да помогне како пријател, зборувам во насока на создавање на една емисија која што ќе зборува и за историските периоди, и за социологијата во однос на модата, но и за модните трендови сега и потоа. На слух во Македонија веројатно малце потешко се наидува затоа што се навикнавме да не слушаме за такви нешта. Мислам ако порано да знаевме да наброиме македонски дизајнери повеќе и настани, сакавме да одиме многу повеќе на реви, сега веќе тоа не ни интересира, социјалните мрежи не се доволни. И тој момент на инфлуенсерство, за кој што сега тоа нас исто ние желба да го прикажеме колку е тоа различно. Меѓу другото и не само тој проект со емисијата, почнавме да работиме и паралелно и на повеќе проекти, додека никој друг нели не се обидуваше да пронајде просторче за такво нешто и не го гледаше како интересно за публиката. Ние си создадовме наш портал кој што го тераме од мерак, меѓутоа нели се надеваме дека е некоја си содржина која што тој дел од публиката ќе ја задоволи барем привремено и апсолутно не згаснува идејата за емисијата, продолжува од септември, само што просторот медиумски, доколку не го пронајдеме, продолжува на YouTube. Со тоа, нели? Како подкаст во таа форма никоја? Па сега веќе себе го нарекле подкаст, меѓутоа би сакале да имаме и прилози кои што, нели, ги имавме таму. Ќе бидат сработени како што треба за на телевизија, така? Да, меѓутоа не само да биде како од тип на разговор, кој што трае доста, како што се сега традиционално подкастите, нели, туку и да бидат и тој момент на едукативно, а да не биде инфлуенсерски, да кажам јас само две реченици еден сегмент. Работиме и на друго, од тој дел сакаме да едуцираме и во делот на манекинки. Работиме на модна школа која што ќе започне исто така од септември. Затоа што мислиме дека мама, нели, мора да го пренесе тоа. Барем од сите страни го слуша дека ако таа не го пренесе тоа што го знае и тоа што и останало од моментот и периодот во кој што работеле и супермоделите, за кој што таа милува сега да каже, не знам дека ние сме оделе така, бидејќи не сме ги копирале, туку сме го чувствувале тоа. Интуитивно го научиле. Сега треба тоа да го пренесеме. Сега има некој кој ги научи како треба. Како треба, да. Тогаш нив немало кој да ги научи, па научиле по интуиција како вели таа. Но позирањето, нели, и чекорењето не е исто како чекорење по улица, не е исто како позирање на Инстаграм, и тоа е нешто кој што оние кои што сакаат да бидат дел од модната сцена и да бидат навистина модели и манекенки, да тоа го научат, да го вежбаат и да го едноставно го внесат во својот ментален склоп. Така. Анастасија, многу ви благодарам за ова споделено искуство и секогаш сте добре дојдена да ни споделите. И ве држам палци, се радувам. Поздрав до мама голем и да видиме нови млади девојки и момчиња кои што ќе излезат од оваа школа на Сани и кои што ќе ни покажат како тоа треба да изгледа модната сцена и во Македонија и се надевам надвор од неа. Сега е светот барем отворен, така е. Сега е па да се обидеме барем да доближиме нели од аспект на модни реви, да доближиме нешто што би требало да наликува. Така. И за цури исто така нешто што ќе му абитиме, но посебен разговор во четврток пред ревијата за која што се подготвувате интензивно, знам, и она што зашто држам палци и пуштам среќа е да одите на модната недела во Париз и да ни дојдете повторно. Благодарам многу на вистина и на препознавањето, на желбата, повторно ќе кажам за нешто вакво да се говори. Кога се убави нешто во прашање треба да се отстапува простор секогаш. И луѓе кои што ја чувствуваат таа убава енергија. Така е, да.